Патот Липеца-Сојница, чија прва фаза од асфалтирањето беше завршена минатото лето, до крајот на оваа година конечно ќе се заврши целосно. Како што вети премиерот Груевски, владата продолжува со континуирана поддршка на проектите од интерес на жителите на општина Виница. Оваа година успеавме да обезбедиме и дополнителни средства за изградба на преостанатиот дел од патот во должина од 2,2 км. Така што се надевам дека во наредните неколку месеци овој пат ќе биде целосно изграден. Ова е уште едно од нашите ветувања, дадени пред виничани, и наскоро и ова ветување ќе биде во целост исполнено. Минатата година беа асфалтирани 2 км и 200 метри, а годинава ќе се доасфалтираат уште останатите 2 км, за што веќе се одобрени средства од Агенцијата за финансиска поддршка на руралниот развој во висина од 15 милиони денари. Првиот дел во истата сума го финансираше Европската банка за обнова и развој. Од истата програма е одобрен уште еден проект за Виница во висина од 7 милиони денари за асфалтирање на локален пат во село Лаки. Владата во моментот работи на поставување на јавно осветлување на влезот во Виница од хотел Шагал па се до зоната за мало стопанство. И очекувањата се дека наскоро градот ќе добие урбанизиран изглед со сите атрибути на современо место за живење и престој. Со вакви слични проекти продолжуваме и во иднина. Владата на Република Македонија ќе продолжи со сета поддршка која даваме на општината Виница за сите проекти кои се од интерес на граѓаните, како и со реализација на сите владени проекти кои се од општо добро за целокупниот регион. Соработката со градоначалникот е одлична и така треба да биде. Кога владата има проекти, градоначалникот помага во подготовките. Кога градоначалникот има проекти, владата исто така помага максимално што може. А имаме и заеднички проекти. Инаку при неодамнешниот престој во Виница, премиерот најави изградба и на ново спортско игралиште, како и комплетна реконструкција на основното училиште Гоце Делчев, за што веќе се одобрени средства од буџетот на Министерството за образование и наука.